Живееме во време на огромна светска економска криза, која е последица од војната во Украина. Економските текови се неизвестни и ќе зависат од развојот на настаните, но ние мора да бидеме подготвени и да планираме како ќе го премостиме овој бурен период. Пред 50 дена, кога ја презема функцијата премиер, реков дека ова ќе биде кризна година полна со предизвици. Свесни за ризиците по економијата и животниот стандард, ги насочивме парите онаму каде е најпотребно, за финансиска поддршка на граѓаните и компаниите. Единствен приоритет во моментов на оваа влада е да го заштитиме стандардот на граѓаните и да одржиме економска стабилност. Со сите досегашни политики, мерки и одговорно владење, новата влада за само 50 дена покажа дека може и умее да се справи со предизвиците. Силно ги субвенционираме граѓаните за електрична енергија. Го решивме проблемот со затоплување во Скопје. Ги поддржавме финансиски ранливите категории на граѓани за струја и купување основни производи, а преку низа мерки ги одржуваме цените на основните производи стабилни. Со новиот пакет 26 мерки, 400 милиони евра од буџетот насочуваме за поддршка на граѓаните и компаниите. Покрај сите овие кризни мерки, ја покачивме минималната плата на 18.000 денари и имаме рекордно покачување на пензиите, како и финансиска поддршка за пензионерите. Почитувани граѓани, свесен сум дека за никој нема да биде лесно, но кризата, за жал, е нешто што ги погоди сите граѓани на Европа па и светот. Јас и сите членови на владата и институциите ќе продолжиме посветено и ефикасно да носиме мерки за заштита на животниот стандард, за унапредување на животот на граѓаните и поддршка на стопанството. За крај, сакам јасно да порачам: сите функционери, сите оние кои работат и се платени од граѓаните, максимално одговорно да ги трошат државните пари. Нема да има разбирање и оправдување за ниеден функционер кој неодговорно ќе го троши буџетот со кој располага. Истовремено сакам да им порачам на граѓаните и на компаниите дека секој има одговорност за рационално користење на енергетските ресурси во време на голема енергетска криза. Ова ќе биде тешка економска година, но силно верувам дека заедно ќе ја пребродиме.